Лицата се наше најголемо богатство, но старите лица се наша жива историја. Староста никој не ја посакува, но сите сакаат да ја доживеат. Тоа е период од животот кога сите треба да уживаат во резултатите кои ги постигнале во животот. Но неретко се случува многу стари лица да останат сами во своите домови или најчесто немаат кој да се грижи за нив. Ангажирањето на трето лице кое ќе знае и умее да води грижа и нега за старите и немокни лица, ќе знае да размени некој добар збор, за многумина е вистинска потреба. Но со какви предизвици се соочуваат граѓаните во потрагата за негователка, која секојдневно ќе им помага на овие лица во дневните обврски, побаравме одговор од Македонската асоциација на даделки. Се повеќе и повеќе млади семејства имат грижа околу нивните родители. Се случува дека се двајца вработени и традиционално она што го гледаме според некои наводи дека најголем терет паѓа врз жените во семејство, меѓутоа во изминатиот период забележавме дека и доста мажи, значи примат, да речеме, тие обврски околу постари лица. Не секогаш негователка е задолжително треба да е медицинско лице, бидејќи некои возрастни лица барат сама придружба во текот на ден, извршување на некои полесни домашни обврски и помош околу секојдневните активности. Во тој случај негователка треба да се има некои основни вештини за организација, па понајмногу треба да има емпатија и трпение со лице со кое што поминува време, меѓутоа доколку лице прима одредена терапија, медикаменти, тогаш веќе зависно од самата терапија, од заболување кое што го има, треба да се размислува во насока дали негователка треба да има некои медицински знаења. На старите лица им недостасува помош и грижа од друго лице. Ако се немокни, им треба нешто вкусно и убаво да каснат за закрепнување. На некој им е потребна и помош и околу одржувањето на хигиената, земањето на терапијата, но најмногу од се им недостасува дружење со луѓето. Многумина сето тоа го наоѓаат во домовите за стари лица, но за некои од своји собствени причини и тоа не е решение. Нормално имаме на располагање домови во кои што може да бидат згрижени стари лица, меѓутоа не секое возрастно лице е за сместување во домот и исто така не сака секое семејство да го смести лице во домот. Така да семејства се одлучуваат да ангажират негователка на возрастно старо немоќно лице и во принцип каква негователка ќе изберат зависи од потребата на тоа лице кое што ќе биде згрижувано. Многумина на домовите за стари лица гледаат како добра можност да го поминат животот во средина каде ќе бидат задоволени сите нивни потреби. Но ако за нив е нормално, природно и вообичаено остатокот од животот да се помине во некој од домовите за стари лица, кај некои се уште владеат некои предрасуди и мислења дека таквиот чекор е погрешен. Семејства понекогаш се одлучуваат за некој близок, не мора секогаш ни да е во прашање роднина или член од семејството, туку може да е некој соседка која што нема други обврски, во пензија или сака да му помогне на постаро лице. Пак има различни искуства. Понекогаш семејства очекуваат поголема организација од страна на негователките, поголема емпатија, трпение, флексибилност во однос на работното време, а од друга страна од негователките често може да слушнеме дека возрастно лице кое што го чуваат одбива со работка, не поради несоодветност на негователка, туку поради нивното лично доживување дека они можат да се грижат сами за себе, ама еве сега некој им наметнува некој друг. Така да има и некои детски симпатични работи кои што се случуваат. Според Аризанов, секој кој ќе се пронајде во оваа професија може да ја работи, но посетувањето на обука за негователки сигурно може многу да помогне во успешноста во работата. Самата законска регулатива во момента не предвидува дека постои некоја формално образование и лиценца, дозвола за работа на негователки на возрастни лица, меѓутоа имаме во делот на неформално образование на возрастни, имаме неколку провајдери кои што дават обуки за негователки на стари лица. Меѓу останатото може да се најде на Работнички универзитет во Штип, исто така во Политехничка академија Битола и Црвен
Крсна Република Македонија има организирано обуки кои што се во некое трајање од 4 до 6 месеци, каде што негователки имат можност да одат во старски домови, каде што имат практични вежби и се стекнуваат со определени вештини, меѓутоа исто така и теоретска обука каде што го продлабочуваат нивното знаење. Со обуките кои што ги поминуваат, дел од негователки се стекнуваат со, да речеме, техники за менување на пилени во лежечка положба, со бањање, давање на инсулинска терапија, мерење на притисок, што всушност они не се медицински лица, ама тие полесни, да речеме, медицински активности може да ги направат. Според Сања Аризанов, најголем интерес за професијата негователка за стари лица имаат повозрастните жени, кои се уште се чувствуваат витално и доволно способни да одговорат на нивните потреби. Со пензионирањето имаат и доволно време за да заработат нешто плюс за својот семеен буџет. Како тие се доближуваат до периодот на трето доба, имаат и поголемо разбирање за потребите и чувствата на старите лица.